Рокот за поднесување на барања за легализација на бесправно изградени објекти е продолжен до 31 март 2016 година. Оваа новина е донесена со измените во Законот за легализација на бесправно изградени објекти. Законот е во процедура пред собранието, а веднаш по усвојувањето граѓаните кои што го пропуштиле рокот ќе можат во општините да ги поднесат своите барања. Агенцијата за катастар на недвижности досега издала 137.000 имотни листови за објекти кои добиле правен статус од вкупно поднесените 360.000 барања од почетокот на процесот за легализација во март 2011 година. Со овој закон се предвидуваат и други новини кои што ја олеснуваат постапката за легализација на бесправно изградените објекти. Една од новината е продолжување на рокот за доставување на геодетски елаборати. Знаете, до сега рокот беше до крајот на декември оваа година за доставување на геодетски елаборати. Новиот рок е 31.12.2016 година за сите стари поднесени барања, додека за сите нови барања што ќе се поднесат до 31.3.2016 година, рокот е 31.12.2017 година. Во делот на олеснување на барањата за легализација е и можноста да се легализира објект кој што во моментов лежи на приватно земјиште. Знаете, до сега оваа можност постоеше, но беше потребно од страна на сопственикот на земјиштето да има писмена согласност. Со измените на законот веќе нема да има потреба од писмена согласност, но граѓанинот ќе треба да обезбеди историјат, односно уверение за движење на парцелата во кое што ќе се види дека земјиштето било на Република Македонија, потоа сопственикот го има приватизирано, тоа ќе биде доволно за да можат голем број на граѓани кои што во моментот не можат да ги легализираат објектите, сега тоа да го направат. На територијата на општина Бутел во првиот рок кој што важеше имаше негдека околу 6900 барања поднесени. Имаме проценка дека со оваа додатна можност што им се пружи на граѓаните ќе имаме негдека од 700 до 1000 нови барања кои што ги пропуштиле од различни причини, неинформирани и така натаму, и се надеваме дека ова е за граѓаните навистина еден голем придонес што е направено. Затоа и имам и од страна на граѓаните да изразам една голема благодарност за донесувањето на законот кој што е во постапка. Директорот на управата за имотно-правни работи Зоран Крастановски ги повика граѓаните да ја искористат можноста за приватизација на градежното неизградено државно земјиште. Рокот што траеше до 15 декември лани е продолжен до 15 јуни следната година.